Во денешните регионални вести ќе гледате. Започна со работа новиот производствен погон на Леар и Нормак во Тирс Тетово. Општина Гостивар ќе ги стипендира учениците со ретки болести и посебни потреби од училиштата на нејзина територија. Во акциска контрола за автобуси и комбиња, 5 возила имале неисправни сопирачки, 8 не поседувале соодветна документација. Започна со работа новиот производствен погон на Леар и Нормак Груп во технолошко-индустриската развојна зона во Тетово. Инвестицијата е во вредност од 15 милиони евра, која нуди можност за нови вработувања. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска ја врачи употребната дозвола за новиот производствен погон на американската компанија Леар и Нормак Инвестмент Груп во технолошко-индустриската развојна зона во Тетово. Како што информираше министерот Бектеши, инвестицијата на новиот втор циклус изнесува 15 милиони евра, а со оваа инвестиција се отвораат нови од 1000 до 1500 работни места. Станува збор за втор производствен објект Леар во Тирс Тетово, изграден на површина од 8000 метри квадратни. Во постојниот прв погон на фабриката веќе се произведуваат навлаки за седишта и сродни производи за автомобили за извоз. Моделот на јавно-приватно партнерство дава веќе резултати и само во рок од 9 месеци, значи имаме изградба на нов капацитет од страна на Нормак и Леар, каде што секако ќе се вработат дополнителни луѓе од рајонот на Полок, но секако ќе придонесе и во дело на зголемување на извозот од нашата држава и ќе има дополнително додадена вредност во однос на целокупната економија во нашата држава. Дополнително на тоа би сакал да ја користам приликата денеска да ја известам целокупната јавност дека веќе сме при крај со сите подготовки заедно со менаџментот на зоната тука во Тетово за токму економската зона во Тетово да стане првата зелена зона во ниво на државата, но не само, и во ниво на регионот, каде веќе ќе почнат дополнителни инвестиции во делот на нови капацитети за производство на електрична енергија од обновливите извори. Бидејќи зоната представува еден најголем работодавач во Полошкиот регион, од страна Нормак Инвестмент Груп веќе преследовме и одредени специфични активности за креирање потенцијал за нови вработувања, како изголемување на квалитетот на веќе постоечкиот капацитет на човечки потенцијал во регионот, така да со директна соработка и подпишани меморандуми со Агенција за вработување и неколку образовни институции, веќе сме во директна соработка со цел тој потенцијал и тоа прашање да го затвориме со потенцијалните инвеститори кои доаѓаат во зоната. И би искористил оваа прилика да им се заблагодарам на сите вработени во Леар Тетово за нивната напорна работа, за нивната посветеност, без која ние не би можеле да добиеме од компанијата зелено светло да почнеме со нова инвестиција и со одвојување на нашите производствени капацитети. Тука е владата со која што имаме постојана соработка и верувам дека таа соработка ќе продолжи во наредниот период кој што ќе биде многу предизвикувачки во однос на трошоците на компаниите и во однос на рачките кои што се погодени од кризата. Вкупната инвестиција на компанијата во Тирс Тетово изнесува 35 милиони евра. Во првиот производствен погон кој се простира на површина од 12.000 метри квадратни и кој почна со работа во 2016 година, се инвестирани 20 милиони евра и 2000 вработувања. Со зголемувањето на минималната плата се подобрува квалитетот на живење во земјата, истакна председателот на владата Димитар Ковачевски. Нагласи дека владата уште посилно ќе продолжи да ја помага економијата и да создава услови за раст на платите. За подсетување, во 2014 година минималната плата изнесуваше 8800 денари,
а веќе во март годинава таа изнесува 18.000 денари, односно повеќе од двојно повисока. Среќен сум и задоволен што постигнатиот договор, со кој 80.000 работници во земјава, меѓу кои и вработените во оваа фабрика, ќе имаат придобивки кои ќе значат подобрување на нивниот животен стандард. Воедно задоволен сум што оваа мерка ќе влијае позитивно и на останатите плати во другите индустрии, со што целокупно се подобрува квалитетот на живење во земјата. Владата на Република Северна Македонија уште посилно ќе продолжи да ја помага економијата и да создава услови за раст на платите. Се залагаме за унапредување на животниот стандард, а тоа го потврдуваат и бројките за раст на просечната нето плата, зголемената социјална помош, детскиот додаток, образовниот додаток, стипендиите, како и редовното законско усогласување на пензиите. Веќе имавме едно зголемување на пензиите во јануари оваа година од 2,9% со усогласувањето. Започнавме анализи за дополнително покачување и наскоро може да очекуваме повторно зголемување на пензиите. Ветивме и реализиравме мерки и во услови на криза. Со пакет мерки го поддржавме стопанството, да ја зачува ликвидноста, овозможивме редовно да се исплаќаат платите, а ги поддржавме и најранливите категории на граѓани. Во година на светска криза остануваме фокусирани и понатаму на финансиска поддршка на граѓаните, но и на стопанството. Општина Гостивар ќе ги стипендира учениците со ретки болести и посебни потреби, кои посетуваат настава во училиштата на нејзина територија. Месецот на ретките болести, февруари, во Гостивар ќе се одбележи со повеќе активности, а беше повод и за покренување на иницијатива за поддршка на ученици со ретки болести и попречености. Овие деца кои посетуваат настава во основните и средни училишта на територијата на општина Гостивар ќе добиваат месечна стипендија. Иницијативата ја покрена Јосиф Мишевски од Гостиварското Умчевиште, кој е активист за лицата и деца со ретки болести. Стипендирањето ќе почне да се спроведува откако ќе се завршат неопходните административни подготовки и процедури. Иницијатива на Јосиф, кој што е наш представник во Министерството за здравство, на кој посебно би сакал да му се заблагодарам, кој ја иницира оваа средба, ние како општина одлучивме заедно со сите советнички групи прво да ги идентификуваме личностите со посебни потреби, но и попреченост во општината, и од вчера до денеска успеавме да идентификуваме некаде околу 30 до 35 ученици во основно и во средно училиште. Ние едногласно одлучивме да ги стипендираме како општина Гостивар секој месец овие ученици со ретки болести и попреченост. Во моментот не се предвидени вакви средства во буџетот, меѓутоа мислиме додека ги идентификуваме сите и да го поминеме тоа во совет и во првиот ребаланс на буџетот да ги предвидиме, бидејќи не се работи за голема сума на пари, може тоа да се покрие. Во рамки на одбележувањето на месецот на лица со ретки болести во Гостивар се организираше символично боење на дланките во кое учествуваа општинското раководство, административци и советници. Најавено е дека се предвидува и осветлување на општинската зграда во боите на ретките, како символ за потсетување дека на овие луѓе треба да им се посвети доволно внимание. Вирологот и професор на медицинскиот факултет во Белград Тања Јовановиќ за РТС изјави дека е забележано имало повеќе лажно негативни антигенски тестови во случајот со новата омикронска варијанта на коронавирусот, стелт омикрон. Као што знаемо, вирус се менја. Како што знаеме, вирусот се менува, ги менува своите карактеристики, своите протеини. Па ако дојде до поголеми промени во вирусниот геном, доаѓа и до намалување на чувствителноста на тестовите. Наша задача е да превенираме да имаме лажни негативни резултати, а во последно време забележуваме дека има поголем број на такви случаи, бидејќи дошло до промена во вирусниот геном и на омикрон варијантата.
Сепак, антигенскиот тест е само скрининг тест, а не диагностички, па затоа треба да се изврши PCR тестирање за лицата кои имаат симптоми на коронавирусот. Сега доминира омикрон варијантата, но веќе појавена и подваријантата стелт омикрон. До 25 јануари доминираше омикрон варијантата на глобално ниво. На Балканот се уште е присутна во голем број и делта варијантата. U antigenskom testu su negativni, tako da PCR je još uvek zadržao svoju specifičnu. Санкционирани 5 возила кои имале неисправни сопирачки, а 8 кои не поседувале соодветна документација. Во вчерашната акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници на подрачјето на СВР Тетово. Вчера од 11 до 13 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена е уште една од континуираните акцијски контроли на возилата кои вршат јавен превоз на патници, најмногу на автобуси и комбиња. При контролата биле откриени и санкционирани 5 возила од Гостивар со неисправни сопирачки и 8 возила, од кои 4 од Тетово и 4 од Гостивар, кои не поседувале соодветна документација. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се поднесоци по законот за возила, а поднесоци ќе следат и против возачите и фирмите кои вршеле јавен превоз без комплетна документација, согласно член 284а од Кривичниот законник. Во контролата биле санкционирани и 4 други прекршоци, еден во Тетово и 3 во Гостивар, кои биле сторени од возила вклучени во јавен превоз, како и 5 други видови прекршоци. Овие контроли ќе продолжат и во наредниот период со цел навреме да се отстранат и санкционираат технички неисправните и возилата без лиценци за вршење јавен превоз, а во функција на поголема безбедност на патниците и другите учесници во сообраќајот. Пронајден кокаин кај 29 годишен тетовец. Повеќе физички напади регистрирани во полицискиот билтен на СВР Тетово. Следуваат деталите. Ноќеска околу 4 часот и 45 минути на крстосницата на улиците Илинденска и Благојатовска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 29 годишен тетовец, затоа што при негов и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки, што тој го управувал, му бил пронајден кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок. Полициски службеници околу 13 часот на улица Илинденска во Гостивар со судска наредба привеле 29 годишникот тетовско теарце за издржување на затворска казна. По приведувањето спроведене во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Вчера околу 16 часот и 50 минути пак на улица 106 во Тетово, полициски службеници со судска наредба привеле 20 годишен тетовец за издржување на затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово, каде што подоцна бил испроведен. Полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар вчера во 16 часот и 30 минути лишиле од слобода 48 годишен гостиварец, кој утрото околу 6 часот во станот во кој заедно живееле во Гостивар физички ја нападнал неговата 34 годишна роднина внука. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува поднесок. Вчера вечер во 21 часот и 30 минути лишен од слобода бил и 45 годишен тетовец, кој половина час претходно се однесувал агресивно и ја нападнал неговата 44 годишна сопруга и 3 малолетни деца. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 49 годишничка од Тетовско Милетино пак вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавила дека еден час пред тоа женско лице физички ја нападнало на работното место во Тетово, на што му претходела нивна вербална расправија. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!